Предлог резолуцијата која председателот на СДСМ Венко Филипче ја презентираше пред локалните избори и денеска меѓу главните теми во кампањата. Филипче тврди дека не се урнати националните позиции за време на владењето на неговата партија, но и дека не гледа дека сега се вратени, како што вели премиерот Христијан Мицкоски. Резолуцијата која ја објави пред 10 дена вели дека ги потврдува и зајакнува македонските црвени линии. Националните интереси во време на владење на СДСМ никако не се урнати. Ниту па гледам како сега се некако вратени. Но станува збор за потврдување на нашите црвени линии, значи не станува збор за уривање, туку за зајакнување. Ајде еднаш да сите заедно 120 пратеници, како што тоа го прават сите држави, вклучувајќи и Бугарија, кои што имаат сите пратеници заеднички декларации во собранието бугарско за нивните национални интереси, ајде тоа да го направиме ние. По средбата со граѓани во Киселавода, Филипче обвини дека јавното претпријатие Железници и инфраструктура подпишало договор за надзор со италијанската ИРД, истата компанија која што е надзор за Бехтел и Енка, за која, како што рече, ВМРО ДПМН е претходно обвинувале за сомнителни сделки. Председателот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицкоски пак синоќа од партиски митинг во Могила, осврнувајќи се на пораките кои ги испраќа опозицијата за време на предизборната кампања. Рече дека со резолуцијата која ја предложија Филипче и СДСМ ги подриваат и оние малку повратени државни позиции. Што се крие позади тој документ? Прво, тие ги уриваат тешко повратените минимални, но повратени национални и државни позиции кои што оваа влада ги направи изминативе 15 месеци. И во Берлин, и во Брисел, и во Вашингтон, и во Лондон, и во Париз, и низ неколку други метрополи во Европа и во светот. На овој начин тие ги подриваат и оние малку повратени позиции кои што жестоко работевме да ги повратиме овие 15 месеци. Предлог резолуцијата која ја објави Филипче предвидува рок за уставните измени до 10 февруари до година. Претходно посочи дека се работи за документ за национален консензус, според кој решението нема да биде ни наметнато ни затворено, туку ќе биде објавено како работна верзија за јавна и политичка дебата.